Тоа е еден новитет и со тоа сакавме покажеме дека можеме да бидеме пионери во поширокиот регион во прифаќање на некои нови работи, да направиме голем чекор напред. Електронскиот паричник, прво да објаснам за граѓаните, е опција, алтернатива, не е обврска. За никого нема да биде обврска користење на електронскиот паричник, дигиталниот паричник. Што е тоа? Тоа е електронска верзија на вашите лични документи. И ние додадовме, затоа што сакаме да градиме супер апликација, по примерот на Дија во Украина, по примерот на Е-мобивател во Полска. Тоа е супер апликација која што во себе ќе ги има и клучните услуги за граѓаните. Еве, Министерката за образование зборуваше за електронско пријавување на деца во училиште или запишување на деца во училиште во средно, во основно и на факултет потенцијално. Тоа нема да се врши секоја на посебна апликација. Многумина ќе речат редно беше баш за овој пример, меѓутоа многу други ќе кажат тешко. Тешко е, но не е невозможно. Ако тоа може да го направи Украина во војна, можеме да го направиме ние со сите потенцијали за развој и со 1500 студенти што излегуваат од факултетите по IT секоја година. Не е невозможно, затоа што потенцијалот го имаме и ова не е научна фантастика. Поентата која ми беше на дигиталниот паричник, дека вашите електронски документи и клучните услуги за граѓаните се достапни на една апликација. Да граѓанинот не мора да симне 7 апликации од државата. Имавме следете вашата општина или моја општина, или да не ги кажам брендовите за да не рекламирам некого. Имавме апликација Моје здравје, имаме апликација Мој ДДВ, имаме апликација проверете податоци во некаков регистар. Потенцијално и ние можеме да направиме наша апликација само за порталот, со нашите услуги. Но решивме дека попаметно е системски да пристапиме и да сите нови услуги кои што ќе се развиваат бидат дел од оваа супер апликација. Првата фаза ќе биде во октомври, каде што ќе ја тестираме и ние и граѓаните, ќе видиме докаде сме стасале. Првиот развој го очекувам до крајот на годината, 26-та да биде прифаќањето од поголемиот број од граѓаните и кон крајот на годината веќе ќе очекувам дека во соработка со МВР, тоа ќе зависи доста и од нив, приклучување на целосната верификација, виртуелна верификација на граѓаните преку нивните системи кои што ќе значат понатаму електронски потпис во рамки на самата апликација.